Со 16-минутен молк за жртвите во пожарот во Кочани и 4 минути молк за свирепо убиената Росица, почна протесниот собир во Скопје. Граѓаните палеа свеќи и оставаа пораки на плоштадот Македонија. Протесниот собир го следи колегата Петар Догов. Петар, 6 месеци по трагедијата на собир низ Македонија, граѓаните им оддаваат почит на жртвите. Како беше во главниот град? Така, протестот кој што беше организиран главно од млади луѓе, од студенти и кои што се мобилизираа преку социјалните мрежи, заврши пред околу 45 минути овде во центарот на Скопје, односно на плоштадот Македонија. Не беше особено масовен протестот, но пораките кои што беа испратени до надлежните беа силни. Младите луѓе и сите оние кои што им дадоа поддршка овде на плоштадот беа децидни дека бараат власта и институциите, односно органите на прогонот, да бидат поажурни во постапувањето и да покажат дека имаат вистинска намера да го донесат до разрешница овој случај, односно да ја донесат правдата за трагедијата која што се случи на 16 март во Кочани. На протестот овде имаше поставено едно платно на кое што беше испишана пораката дека 6 месеци се поминати без правда за Кочани. Под него беше поставена една маса на која што беа запалени неколку свеќи и имаше место каде што оние кои што дојдоа на протестот може да ги остават своите пораки за кои од организацијата, односно од иницијативата која следен кажаа дека уште во наредните неколку денови ќе бидат испратени до родителите на загинатите од Кочани за да добијат порак, односно и тие да го имаат впечатокот дека не се сами во борбата по одговорност и борбата која што ја водат за правда со тие протести во саботите кои што ги одржуваат во изминатите неколку месеци, односно во изминатите 6 месеци, бидејќи денеска се навршуваат 6 месеци од смртта на 62 млади луѓе. На протестот беа испратени пораки дека ќе биде уште помасовна организацијата на граѓаните, дека младите ќе се мобилизираат во другите градови, дека ќе се направи една мрежа низ другите градови во Македонија, од каде што ќе се водат активности за да се изврши притисок врз надлежните институции, а пред се врз власта. И исто така беа испратени пораки дека граѓаните се разочарани, дека го губат оптимизмот, дека имаат впечаток дека овој случај има обид да биде заташкан, но дека се уште има време тоа да се исправи и дека ќе се очекува во наредните неколку денови веќе да има реакција од институциите за да се покаже дека, како што кажав, имаат надлежните намера да го доведат до разрешница овој случај. Во продолжение ги слушаме изјавите од организаторите на протестот, но и од граѓани кои застанаа пред нашата камера за да испратат порака до целата јавност. Очекуваме од утре да седнат сите и да почнат да си работат работата за која што ги плаќаме. Значи, овој институционален молк за ваква трагедија е неопростив и неприфатлив. Ние денеска сме собрани тука мирно да дадеме почит на 6 месеци од трагедијата на самите жртви, да им покажеме на семејствата дека не се сами, но утре можат веќе да очекуваат дека ќе имаме масовна граѓанска мобилизација, сите дека не видиме дека тие почнале да си работат својата работа. Значи, планираме да воспоставиме мрежа во повеќе градови, каде што едноставно ќе скачаме на улица секој ден додека не почнат институциите да се вршат работата. Случајот вчера што со Росица и со татко, мислам дека покажува колку не постапуваат самите институции и мислам дека тоа навистина е последната капка и на сите ни е веќе преку глава. Само да институциите да си вршат својата работа. И да има праведност. Па не извлековме полука. Еве, последните 2 недели што се случува, не извлековме полука. Институциите не си вршат работата, пропусти на секаде. Затоа велам, на народот ме одземена надежта. Колку да сум оптимиста, ама веќе немам надежда. Протестот символично започна во 20 часот и 16 минути, не траеше долго, некаде околу половина час, но половина од тоа време помина во молк. Така беше и намерата на
организаторите на протестот, односно на представниците на иницијативата, кој е следен: да се оддаде почит за загинатите во Кочани со 16-минутен молк, а 4 минути молк беа резервирани и за оддавање почит на жртвата од фемицидот, односно ужасното убиство кое што вчера се случи во Велес, кога загина 31 годишната млада жена Росица и незиниот татко. Овој случај, според организаторите на денешниот протест, е уште една потврда дека институциите во Македонија се пасивни, дека не постапуваат, дека не превенираат и дека со тоа дозволуваат да се случуваат страшни трагедии на кои што сведочи целата македонска јавност. Инаку на денешниот ден, односно на 6 месеци од трагичниот пожар во Кочани, се одржуваа протести и во тој град, односно родителите на жртвите излегоа да го искажат својот револт уште еднаш, како и многу пати досега, а во продолжение од вестите ќе видиме како помина и атмосферата на тие протести, како се одвиваше тој протест и што порачаат денеска родителите.